Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Во мојата омилена, не во мојата, и во вашата омилена емисија Шери, што ќе готвиме денес? Што ќе готвиме денес? Фрижидерот ќе ни каже. Ајде да видиме што имаме на располагање. Хо, ама пулни со намирници, на вистина. Гледам, имаме малку прас. Ајде. Прас, идејата ми е да направам нешто така. Имам овде замрзнати лингвини, зашто да не? Топ, малку прас, малку морков ќе му ставиме. Ќе направиме едно рижото. Рижото ми треба таман околу 20 на 25 минути за да го направам. Една люта пиперка ќе му дајме и што можеме уште да му ставаме во рижотото. Ке чекаме, ќе видиме. Имаме ова, орис. Македонски орис. Најдоброто за мене, Сан Андреам, за рижото. Ајде, да почнеме. Полека. Ова е замрзнат уште. Ќе го ставиме малку во тава, да се одмрзни и да го пропржиме. Така на последен момент ќе додаваме во рижотото. Ајде. Што ни треба? Полека. Рижото. Тенџеријата овде. Ајде. Ќе му ставиме големо тенџере за рижотото и ова за лингвите. Ајде. Окей. Како правиме едно убаво рижото? Ајде, ќе ви кажам. Од почеток, секогаш се употребува малку кромит. Кромит го сецкаме на мали коцки. Зошто ми се изгаси ова? Така, на 9. Остане. Ова. Едно кромит. На почеток. Ова е убав. Вака. Окей. Ова малку ми е сумлив. Да, не е проблем. Ќе го извадиме првиот дел. Ќе осечиме сумливот дел. Ете така, исчистено. Исто и ова. Ќе извадиме убав дел од првиот слој. Така. Ќе помина малку под вода и ќе го сечеме. Така. Се кажува оти кога се поминува под вода кромидот, не плачиме. Зависи, да ви кажам право. Јас неколку пати плачам, неколку пати не. Мислам оти, прво и единствено е квалитетот на ножот. Знаете зошто? Оти ако ножот сечи убаво, не го гмечи кромидот. Ако го гмечите кромидот, тогаш доаѓаат товие како да кажам во франци, on dit les vapeurs, како пареаме, ајде да кажеме тоа што се вади од кромидот. Ако имате добар нож, тоа не се случува. Како кажав, почнуваме со кромит. Ете, еден кромит комплет. Ситно сецкан. Браво. Ете така. Му ставаме малку зејтин, да го пропржиме. Ова се топли. Ова овде. Окей. Така. Рижото, тоа е типиско италијански. Италијанците они го прават многу едноставно. Требаат бујони све и тоа треба да го спремам. Се става малку бело вино, што нема да ставам денес, оти не ми треба. Белото вино му додава малку повеќе арома и све. Јас ќе го направам со еден бујон, што ќе биде од Подравка, ќе ми дај доволно вкус. Така. Вода. Бујон од зеленчук. И ќе го растворам директно во микрото. За да ми оди побрзо. Едно. 2 коцки. Бујон од зеленчук од Подравка. Да го ставиме во една чаша. Така. Окей. Ајде. Вака. 2 коцки бујон.
микро минута ќе се стопи. Го додавам во водата и после додавам во рижотото полека кога ќе се прави. Рижото од свем не се остава. Рижото константно мора да мешате. Тоа е нешто што бара многу внимание. Како една жена така па да. Шери бара внимание, рижото бара внимание, готвењето бара внимание, бара љубов, бара све. Тоа е. Гледайте, ова кромидот се пропржува. Чекаме малку да биде продзирно. Ќе му додаваме оризот, исто ќе го пропржиме и полека му додаваме бујон. Во меѓувреме да го правиме зеленчукот што ќе ни биде како гарнир. И тоа треба да се пропржи. Ќе пропржиме еден дел со лигните, овде празот ќе го правиме со лигните, а морковот и пиперката љута ќе оставиме со кромидот. Да пазиме да не ми изгори. Е така. Ситно сецкан прас. Хопа. Може со млад кромид да го правите тоа, може со бритва, со панак, пуно ствари. Одсем исто, рижото се прави со што имате на располагање. Ете така. Хоп, ова тука. Исто. Малку зејтин. Ете, почнува да се пропржува. Овде кромидот да пазиме. Валя. Исто. Морковот ќе го излупам и ќе го изрендам. Да биде полесно да се меша со ризотото. Слушна фути. Ова се стопи. Ете како правиме брзо. Вуаля. Ова се стопи. Што правам? Имам бујон спремен за рижотото. Ова да пазам да не гори, ова кромидот исто да пазам да не гори. Еј, почна да биде опасно. Треба да се пази на се. Брзо да изрендаме морковот. Ќе можеме полека да ги ставиме и лигните да се пржат. И они, пако кажав, уште се малку замрзнати. Вуаля. Кромидот е окей. Морковот исто. Окей. Опа. Даваме. Вуаля. Така. Празот. Окей. Овде пак ќе оставиме малку да се пропржи и ќе му додаваме кромидот. Кромидот. Извините, оризот. Мислам на кромидот, и кромидот ми е пред мене и тоа ми доаѓа на прва мисла. Бришам малку масата. Така. Окей. Лигните, па имаме голема порција овде за двајца. Многу е. Ќе ставиме само малку половина, ќе биде доволно, да не се прејадиме. Така. Останатокот може доди да се врати во замрзнувач за нареден пат. Можеме да направиме друга рецепта. Вуаля. Окей. Ова со празот, како почна да фаќа убава боја. Ова е окей. Можеме да одиме со оризот. Како кажав, македонски ориз, топ. За рижото, рижотото се употребува арборио, ризо арборио, италијанското ориз. А македонското исто е така, округло, е таман, за да се прави преубав рижото. Ете така. Не му ставив многу ориз.
една чаша, како да кажеме, ориз, исто така малку се пропржува и полека ќе одиме со бујонот. Ние можеме да кажеме полека, оти сме спремни. Сега целата работа е да се додава бујон и да се меша. Малку љута пиперка, да не се љутиме, ама да биде малку љутко. Е така. Овде се пропржува. Океј. Слушате? Ова е првото варење на рижотото. Ете сега. Сега треба да се пази. Оти, ова е на максимално. Така? Не. Затоа ми беше малку чудно. Ми се врати на нула. Шо ми направи? Това ми беше тют, ми кажеше, Марк, пази. Мислам оти тавата го допре овде копчето и ми се направи да се намали јачината. Така. Кога ова го правите, рижотото може да го правите сегаш на максимална температура и да го следете. Обавезно, мешате, се намалува, се стегнува, како да кажам, оризот со бујонот и се додава бујон. Времето нормално за да се прави рижото, италијанците кажуваат тие 18 минути. Сега за 18 минути зависи од квалитетот на оризот. Ние заставивме првата вода, гледате, почнува да се згуснува. Така, почнува да се згуснува. А ќе продолжиме полека да додаваме бујон. Бујонот, он ќе се вари, ќе му додава убав вкус и све, убав мирис на оризот е максимално. Ајде, хоп, додаваме и мешаме. Така. Така. Како убаво мириса ова. И овде му треба малку мирис, малку нешто, ќе му додаваме малку зачини, овде малку бибер. На лингвини, да, па не лингвини, лигните, лингвини. Одиме во Италија, ја директно зборам за лингвини. Лингвини се тестенини. Ова се лигни. Ете малку бибер, ќе му ставиме малку сол, овде исто. Не му даваме многу сол, отимаме бујон. Не знам бујонот дали е солен, да пазиме, да не му додаваме премногу зачини и све, отимаме све во мешавината. Полека се прави, а ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Се враќаме, да се вративме на брзина. Оти, навистина треба да пазиме на рижотото. Како ви кажав, рижотото мора да се пази. Да секогаш, цело време што го правите рижотото, да го вртите. Да гледате да не гори во дното, така нешто, и да биде секогаш додадено вода бујонот. Да он да биде секогаш со течност. Полека он ќе се згусне, пред да се згусни комплетно, ќе земам малку путер, ќе додавам путер, ќе му додаваме на крај лигните и ќе биде врв. Така. Навистина, рижотото е италијански специјалитет. Ама можеме да кажеме оти во Македонија имаме преубав ориз и ќе можеме полека да ставиме таа специјалитет, мислам, на рецептите од нашата Македонија. Не да биде само италијански рижото, да го викаме како ориз тава, како бабите ни го прават. Они го прават само со пилешко, па ние ќе го правиме на многу други начини. Можете во исто време, јас сакам да го направам тоа, па ќе го немаш. Сокот што го остане од ете така од линиите, да го додавам во оризот. Така. Тоа ќе му додај уште појак вкус и поубав мирис. Го имаме вкусот на морските плодови. Овде имаме бујон. Обичен бујон, да кажеме, од зеленчук, ама со ова вкус уште појак од морски плодови. Шери ќе биде многу задоволна. Гледаш?
Така, кога се меша, топ. Со ризото можеме да сервираме една салата, можеме да сервираме така. Друг гарнир не оди, освен во ризотото ставате све што ви треба, како овде ставив кромит, обавезно, што е базата на рецептот, додав малку морков, да му дај така малку боја, малку по-специфична и уште еден зелечук плюс. Со лигните што ги пржев на страна, додадовме малку прас, таа мешавина го прави да ризотото да биде едно главно јадење, каде ги има сите состојки. Сега за презентација, јас ќе му земам две, може длабоки тањири, вака. Ете. Не сме уште спремни, не, има уште време. Ризотото не е уште сварен. Ќе му треба, ви кажав, минимум 18 минути, додека го правиме, он треба да биде уште малку ал денте. Треба да под забот да ви се лепи малку меѓу забите. Да не биде како мастика, да не ви се не, ма да биде малку така тврд под забот. Така се кажува ал денте. Така. Знаете како ми е топло со парејата, така како да сум во бања. Ова ми се кажува така, одлично. Мислам оти овде лигните се добри, ке ги згасиме. Така. Окей. А ризотото продолжуваме. Сакав да направам нешто во меѓувреме. Има доволно течност. Ајде да направиме нешто на брзина. Ми текна. Ќе го пуштаме фраерот да се топли. Јас сакам да направам парче сирење во фраерот. За кратко време, сигурен сум, оти ќе направиме нешто на брзина, што ќе биде и ќе личи. Како мало предјадење. Две мали тавчиња, му става малку масливо масло, има убави смокви. Овде, една, две смокви, три смокви, Ајде. Окей. Еден плюс што ми текна така, имам малку време, да не останеме само да чекаме, да буричкаме во ризотото. Мора да се пази, да буричкаме, ама мора. Ете, он се прави. Супер. Полека се згуснува, доаѓа на, како да кажем, на што треба да биде. Ете, така. Ова ги сечам на кварчиња така смоквите. Сирењето да го вадам. Така. Убаво парче сирење. Ке ставиме овде две смокви под и тука две смокви под, така кога ќе се печи сирењето ќе се распаѓа на тоа. Ке ставиме смоквите на страна. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Супер. Малку лаванда. Лаванда имам во дворот, а тоа му дава посебен шмек и посебен мирис. Имаме исто малку и розмарин, свеж розмарин. Така. И го ставиме така на страна. Така. Уште малку маслиново масло. Медитерански зачини. И знаете што ќе му ставам уште? Малку мед. Мед. Тука. Така. Имам таман 5 минути да го ставиме во ефраерот и да имаме едно предјадење на брзина. Така. Хапс. Окей. Ова тука. Ефраерот. Еден. И два. Така. Окей. Ајде. Супер. Како сме добри. И Шери ќе биде многу задоволна.
ке има едно убаво предјадење, едно парче сирење, со малку мед, со малку смокви, треба леп, се дане вамо ти, ке ми донеси леп. Она е одговорна, секогаш ми се јавува, нима ти треба нешто, треба леп, треба све. Не, ама преку емисијата не може ми се јави, ама знае. Леп, сигурно ќе ми донесе. Ете така, ајде да избришиме малку масата, да правиме место и за кратко ќе сервираме оти шери. Не чека, она доаѓа, 6,5, тука е. Ајде. Шери, што ќе готвиме денес? Оризот е при крај, знаете? Почва да се згуснува. Вала. Кога почва да биди продзирен, тогаш е таман. Вала. Ова е при крај. Сега е време да му се додава малку путер. На путер во рижотото му дава така кремоста. Преубав шмек. И тоа е за final touch, како се кажува. Final touch. Другото е final touch. И само ти се зачините и све тоа што ја прават магијата од рижотото. Ете. Ќе оставиме да се стопи путерот, уште малку да се згусни рижотото и ќе сервираме. Од ова можеме да додаваме голем дел, директно во рижотото. Оставаме малку така чисто за гарнир над рижотото пред сервирање. Гледате како убаво е. Вау. Епа, ова многу ми се допаѓа. Направивме денес едно рижото со ликни. Ова, уште малку и таман све. Ова. Гледам. Се надевам ти ќе биде спремно. Имаме уште малку време. Ајде. Можеме полека да го сервираме рижотото, додека го сервираме, он ќе се стегне, гарнир и ќе видиме што имаме од нашето предјадење. Така. Вала. Гарнирите. Овде малку на страна. Ова. Го враќаме. Бујонот. Таман е доста. Уште една. Епа, како кажав, на вистина, овде сме при крај. Вака. Можам да го изгасам. Ајде. Океј. Тука. Ете, така треба да биде. Уште малку кремасно. Нете. Таман. Одиме. Ајде. Марк, не се гори. Ова е малку топло. Ајде. Хап. Како е убаво. Мирисот го што го имаме овде, пак ќе кажам, жал ми е што не сте тука за да го мирисете. Како убаво мириса. Од бујонот што го ставив, од морковот, од празот што го има, од кромидот, од сите овие мешавина, од мириси и вкусови, ова ќе биде преубаво. Има уште една порција. Ако има репете, шервиш, ова сега. Рамно, кремасно. Така. Ова чисто над како гарнир, да се знае што ставивме внатре. Така. Океј. Ми треба малку зелено. Тоа. Перса од млад кромит, од другата страна. Вака. И.
Wow, wow. Mnogo mi se dopaja. Така. Voilà. Ова незавршено. Рижото. Сега ќе бидеме изненадени или не? Ја мислам. Таман. Ова не направи ерфраерот нешто преубаво. Да пазиме да не се изгориме. Дајте за 5 минути направивме едно предјадење. Нешто превкусно, брзо. Ете така. Едно сирење. Парче сирење, малку пропржан, со мед, маслиново масло, розмарин, смокви. Ова ќе ни биде како предјадење, а ова како гладно јадење, а ние се гледаме утре за нови рецепти. Шери, што ќе готвиме денес?